Се уште е неизвестно колкава штета претрпе средното училиште Гошови Кентиев во Кочани, откако водата од поројниот снег и дожд пред повеќе од 2 недели ги потопи двата ката. Проценката на градежниот и шумарски проценител е завршена, останува уште извештајот за електрика. По комплетирање на целосната документација ќе се утврди и висината на штетата. Се врши и целосна ревизија на тендерската документација, откако ќе заврши проценката на целокупната штета, од општината најавија дека ќе барат и одговорност. Новиот директор е затекнат во целата ова ситуација, каде што на еден нетранспарентен, несоодветна постапка е влезено во реализација на еден проект кој е изложен на одредени ризици, затоа еве со сите овие претходни активности и сегашни кои ги правиме, ќе ја утврдиме настаната штета, ќе ги утврдиме одговорностите и ќе побараме надоместување на штетата. Според Папазов, целиот проект најверојатно ќе има и судска разврска, бидејќи не постои писмен акт со кој надзорниот орган изведувачот го воведува во градежните активности. Во меѓувреме училишниот кров е заменета, учениците се вратени на училиште. Тогаш градежната фирма Еврометал од Виница убедуваше дека површината соодветно била заштитена, наспроти тврдењата на директорот дека изведувачот открил дел од кровот и училиштето безмилосно го оставил на временските неприлики, поради што целосно под вода беа 7 училници, уништени 70 на компјутери и друг училишен инвентар.